Почитувани, СДСМ ги уништува службите и ја загрозува безбедноста на државата. Директорот на Агенцијата за разузнавање, Еролд Муслиу, охрабрен од неговиот шеф Пендаровски, второто лице на Зоран Заев, спроведува политичка елиминација на целокупниот оперативен кадар на агенцијата. Според сознанија со кои располагаме, на местото за негов помошник, назначил лице кое досега било ангажирано како проектен истражувач на невладината организација Нексус. Еве едно прашање до Пендаровски. Дали председател на оваа невладина организација е токму сопругата на Муслиу и дали Нексус се наоѓа на домашна адреса на Муслиу, а е формирана само пред 2 години? Од тогаш, речиси непрестано, води проектни активности со градоначалници на СДСМ, работи на промоција на Пендаровски и учествува во работа на Комисијата за борба против тероризмот. Оваа невладина организација, согласно јавно достапните податоци, во изминатиот период учествуваше во трки за проекти за превенција од радикализација и дерадикализација на терористи и верски радикали. Проектните активности на оваа невладина организација ги спроведуваше токму лицето Васко Шутаров, тогашен советник за тероризам, кој сега е унапреден на невисоко хиерархиско ниво како благодарност од Муслиу. Почитувани, ова е класичен судир на интереси, проектни активисти за борба против тероризам, финансирани преку невладина организација и работно место советник за тероризам е сродна, спојлива и директно поврзана дејност. Ја повикуваме антикорупцијската комисија да го провери овој случај и јавно го прашуваме Стево Пендаровски. Дали познава било која сојузничка НАТО држава во која шефот на разузнавачката служба има регистрирано невладина организација на домашна адреса? Второ, дали познава било кој припадник на сојузничка служба, податоците добиени од работните активности, ги преточил во проектни активности со цел за само 2 години стара невладина организација да сврти приходи од речиси 8 милиони денари? Дали познава директор на сојузничка разузнавачка служба кој унапредил колега кој му е подготвувал проектната документација на семејната невладина организација, користејќи инсайдерски податоци? Слободно нека ги прочита анализите на оваа невладина организација и ќе му стане веднаш јасно за што станува збор. Ви благодарам.